Ви благодарам, председателе. Ви благодарам, почитуван премиер, на дадениот одговор. Секој граѓанин има право да го изрази своето мислење и истото да го искаже на начин на кој тој самиот смета дека е соодветен, да изрази незадоволство по одредено прашање, да има свој барања, вклучително и да се приклучува на протест. И во ред е и оправдано е истото тоа и одговоривте дека вие како влада истото го прифаќате. Но оно што е најважно и што јас го донесов како заклучок е дека оној кој се прикажува како вистински репрезент на синдикалните права и кој се обраќа во име на работниците, треба да им објасни на околу 7700 или 7800 вработени административни службеници зошто тој и ССМ одбиле предлог за покачување на 40% на платите во наредните 2 години, кој бил даден предлог на владата. Согласно Законот за минимална плата, минималната плата во март ќе се покачи, ќе има усогласување и работниците ќе го добијат предвиденото зголемување согласно закон. Владата го поддржува секој обид за решавање на овој проблем, кој го имаат работодавачите и синдикатите. Меѓутоа, конечниот договор, согласно закон, согласно досега воспоставената пракса, мора да биде постигнат помеѓу работодавачите и синдикатите и јасно е и во одговорот истакнавме дека владата ќе го поддржи секое решение што со меѓусебен диалог ќе го постигнат синдикатите и работниците. Задоволна сум од одговорот и немам дополнително прашање. Благодарам.